Еден од нашите најпознати билдери, Тоше Зафиров, веќе 5 години е мета на хакер кој успеал да му го украде личниот идентитет и да направи паралелен Facebook профил со неговото име. После 5 години дупликат Зафиров Тоше успеавме да го најдеме мојот дупликат, така што една богоми нерешлива мистерија после 4-5 години успеавме да откриеме. Кој го откри? Facebook полиција? Па да, полицијата информатички криминал што се оделот одлично се сработи својата работа, бидејќи навистина беше прелеана чашта, веќе подолго време, подолг период. Навистина беа малтретирани мои пријатели, другари, познати и непознати што ги имам, така што едноставно не се издржуваше сето тоа што го правиш со години и години и полицијата ја заврши својата работа, така ова нека му биде поука на сите оние кои што се занимават едноставно со такви неубави работи, не знам каква обсесија е тоа, не знам ни како да ја наречам, не можам психолошки да ги анализирам баш, да прекинат со тоа, бидејќи правдата може би е бавна, но кога тогаш ќе ги стигне. Цели 5 години трае битката да се открие личноста, која во името на Тоше Зафиров им пишува на младите девојки, им праќа експлицитни фотографии и им праќа пораки со недолична содржина. Пред камерата на Ексклузив Зафиров вели: Беше ли голи фотографии? Па и испрачал некаде, да, и такви фотографии, баш едно утро кога се проводив, имаше што да видам на мојот мобилен, кај што испрачал тоа, навистина недолични фотографии кои што ја не би се осмел во живот никогаш да испратам таква, да се сликам така, не па да испрачам на X луѓе таму што испрачал тоа, така што не само тоа, но премногу луѓе пишувано што ми се многу блиски, мои пријатели, нивните жени, нивни сестри, што не воопшто, ни најмалку. Хакерот благодарение на ФБ полицијата во Скопје е пронајден, но неговиот идентитет се крие заради интерес на истрагата. Разбрав дека дечкото е од Неготино, од твојот крај. Па да, од мојот крај е дечко, девојка. Истрагата се проширува, значи сакаме да дојдеме до сршта на проблемот што е, бидејќи мислам дека има умешано уште 1-2 најмалку во сето ова, така да нема да откриеме имиња во интерес на истрагата, што е од мојот крај е човекот, не знам која е обсесијата, не знам кој е, значи толку 4-5 години да живееш друг живот, буквално беше обсед. Па буквално повеќе и од мене мојот живот живеел, повеќе и од мене знаеше за мене, така што не можам да го анализирам се уште која му била целта сето тоа што го работи. Пред 5 години, може да се сетиш кога прв пат свати дека ти е земен личниот идентитет на Facebook? Па кога почна да ми пречат скриншотови од разговори кои што ги има тој објавено со некои мои пријатели, пријателки, другари, другарки, блиски што ми се намне, кои што оние што ме познаваат знаат дека мојот начин на комуникација не е таков и веднаш го препознале тој, но потоа тој извесен период го има, па го нема, така беше добро хакерски спремен, беше малку пред нас и пред полиција и пред сите, но се заколнав саме дека морав да го најдам. Еве после толку време успеавме некој да го најдеме. Да.